Да не се крева паника. Има доволно храна, особено на основните прехранбени продукти, смируваат маркетите. Имале доволно залихи за 30 до 45 дена. Апелираат граѓаните да бидат свесни, рационално да купуваат, но да водат сметка да не се загрози здравието на вработените во продавниците. Ваквите апели доаѓаат откако во некои маркети беше забележан метеж, а некои од нив и го ограничија бројот на купувачи кои може да пазарат во маркетот во ист момент и бројот на исти производи што може да ги купат. Сите наши граѓани разумно да купуваат, но истовремено со супермаркетите одлучивме дека и тие да направат планови се со цел да им излезат во пресред на сите купувачи во нашата држава. Цените да се вратат на нивото од 11 март, кога Светската здравствена организација прогласи пандемија на COVID-19, им наложи владата на супермаркетите и продавниците. Тие треба да ги замрзнат цените на основните прехранбени продукти, како лебот, солта, зејтинот, млечните производи, брашното, јајцата, месото, тестенините, лековите, средствата за дезинфекција. Владата донесе ваква одлука откако многу граѓани се пожалија дека се покачени цените на основните продукти, но и на маските и дезинфекционите средства. И веќе се регулирани коридорите од каде што доаѓа робата и мислам дека нема место за паника. Ние во моментот имаме залија за 30 дена во магазините наши. Цените да се вратат на нивото од 11 март, кога Светската здравствена организација прогласи пандемија на COVID-19, им наложи владата на супермаркетите и продавниците. Тие треба да ги замрзнат цените на основните прехранбени продукти, како лебот, солта, зејтинот, млечните производи, брашното, јајцата, месото, тестенините, лековите, средствата за дезинфекција. Одредбата нема да важи само за оние кои ќе имаат доказ за зголемени влезни фактури. Владата донесе ваква одлука откако многу граѓани се пожалија дека се покачени цените на основните продукти, но и на маските и дезинфекционите средства. Нема апсолутно никаква потреба сите артикли стратешки и оние што се купуваат ќе ги има во доволни количини. Заедно со представниците на добавувачите работиме максимално цените да останат на ниво што беше и пред кризата. За сега цените не се менуваат и остануваат на нивото кое што беше претходно. Директорот на пазарната инспекција вели дека се уште има фирми кои се трудат да ја изиграат владината забрана.